вечер со топ тема предизборно. Во оваа топ тема јас сум само модератор, а гости се кандидатите на политичките партии и коалициите. Мојата работа е да ги координирам меѓусебно оние кои што дојдоа овде за да му поставуваат прашање на Артан Груби од ДУИ кои вечерва се наоѓа на жешкото столче и добро вечер. Оние кои што се од другата страна и се наоѓаат во ситуација преку прашањата да ги објаснат и своите ставови и своите програми, да му опонираат или не се согласуваат или согласуваат со Груби, се Петре Шилегов од СДСМ, носител на листата во изборната единица 6, односно представник на вашата коалиција. Стојанче Ангелов од коалицијата ВМРО за Македонија, која е носител во изборната единица број 3. Добро вечер, Стојанче. Арбан Балију од Алијансата за албанците, кој е носител на изборната единица 2 од вашата алијанса, и Весна Стојменовска од коалицијата за промени и правда, која е носител во изборната единица 3. Сите сте добро вечер од различни единици, затоа што концептот е таков да не се насочиме кон представување на носителите од изборните единици, туку преку прашањата кон ДУИ вечерва да може да се ги представите и вашите програми на некој начин преку дебатата. Весна не ја представивме посебна токму затоа што е жена, туку напротив, по овој редослед како што јас ги представив, така и ќе ги поставуваат прашањата на Артан Груби. До мене има едно празно столче и тоа празно столче за жал ќе остане така затоа што ВМРО ДПМН, односно нивната коалиција, иако ние им пративме и покана и писмо и ги каниме на секоја дебата, тие официјално преку допис не известија дека нема да учествуваат на овие дебати на телевизија Телма, и мене ми е жал затоа што тоа не допринесува кон демократските процеси, процесите на јавно кажан збор и дебатирање во Македонија, особено сега во предизборието. Но сепак да почнеме, имаме доволно време, форматот е таков што на почетокот поставувам прашање, господинот Груби одговара, има 2 минути за тоа, потоа секој од вас по 2 минути можете да прашувате и тој да ви одговори во исто толку време, а да си реплицирате секој по 30 секунди, ќе направиме неколку кругови на прашања. Господине Груби, неколку работи се вртат сега во предизборието и се наметнуваат како теми. Тоа е двојазичноста, па се отвори прашањето дали Македонија ќе се федерализира или не. Прашањето дали специјалното обвинителство ќе продолжи со работа и дали ќе го гони и понатаму криминалот и ќе се реши прашањето околу тоа кој го вршеше прислушкувањето. Со оглед на овие прашања, што на вас како ДУИ ќе ви биде приоритет и доколку ја освоите власта, што прво ќе започнете да го применувате во следната власт? Благодарам за поканата. Поздрав до сите колеги, панелисти вечерва на телевизија Телма. И благодарам и за прашањето. Поздрав и до сите ваши гледачи. Изборите на 11 декември претпоставувам се најтешките и најзначајните избори за Република Македонија од самостојноста па се до денес, пошто доаѓаат после една изборна криза која што траеше уште од денот на изборите на 27 април 2014 година, па се до договорот помеѓу четворицата политички лидери на најголемите парламентарни партии за да се одржат предвремени парламентарни избори токму на 11 декември. Знаете дека пропадна 2 обида претходно на 24 април на 5 јуни за одржување на избори, затоа што се уште не можевме да осигураме да се осигураме дека ќе има сеопфатност на тие избори, дека ќе присуствуваат сите политички партии и дека дел од условите не беа исполнети за одржување на кредибилни, фер и демократски избори. Темите за кои што вие зборувате се дел од тој пржински договор и дел од кризата, системска криза која што не донесе до тој договор помеѓу четирите политички партии, олеснуван од меѓународната заедница и кој што не донесе исто така до одржување на предвремени избори. Темите за кои што ги спомнавте, јазикот, специјалното јавно обвинителство, како и федерализацијата, всушност се теми на кои што ние обврнуваме големо внимание за време на кампањата, освен прашањето за федерализацијата, која што воопшто не е тема ниту дел од нашата програма, ниту дел од нашиот политички наратив, ниту во кампањата, ниту пред кампањата, ниту по кампањата. И затоа ме чуди зашто го споменувате тоа во контекст на
објавувањето на платформата на Демократската Ја само унија за кажав интеграција. што сега во предизборието се наметна како тема, а вас ве прашав што ви е приоритет од ова што Наши програмски определби и приоритети се прво да започне решавањето на кризата. Кризата не се решава со изборите на 11 декември, туку напротив почнува да се решава и мора да произлеземе со легитимни институции признаени од сите политички партии и меѓународниот фактор, за да може да ги решаваме системските реформи на кои што се обврзавме сите заеднички преку Скопскиот договор. Едни од столбовите Едни од столбовите, 5 столба, наши програмски столба за платформата 2016-2020 се консенсуалноста, тоа значи консенсуално одлучување помеѓу двата коалициони партнери на двете најголеми етнички заедници во Република Македонија. Втората е јазичната еднаквост, значи усвојување на нов закон за употреба на албанскиот јазик и со пропратните елементи кои што се потребни за да се постигне таа јазична еднаквост. Мора да разјаснам тука дека според нас албанскиот јазик е официјален јазик во цела Република Македонија во согласно со уставот и законот, но за жал се уште нема достигнато еднаква употреба со македонскиот јазик и неговото писмо. Трет столб на нашата платформа е владењето на правото и тука ги имам инкорпорирано скоро сите делови од извештајот на господинот Рајхат Прибе, неговата експертска комисија при неговата посета во Република Македонија, извештај што произлезе од неговата работа. Ги имаме инкорпорирано и сите елементи и препораки од високиот диалог, предпристапен диалог со Европската Унија, како и приоритетните ургентни реформи од страна на Европската комисија. Велам нецелосно, затоа што некои од тие делови задираат и во правичното застапување во судството и затоа во тој дел ние сме повнимателни и ги модифициравме малку препораките што доаѓаат од нашите меѓународни пријатели. Четврт столб е секако еднаквоста. Мора да се постигне еднаквост во Република Македонија помеѓу граѓаните и посебно помеѓу двете најголеми етнички заедници, македонците и албанците, и економска, и финансиска, и јазична, и политичка, и социјална еднаквост, и еднаквост во директни странски инвестиции, нивна распределба. И затоа дојде на времето, после 11 декември, ние да зборуваме за еднакви граѓани, еднаков пристап и одговорност кон институциите, кон државата, но исто и бенефициите од државата што би ги придобиле. Петиот столб од оваа програма пред мене е интеграцијата. Целиме кон внатрешна интеграција, значи целосна интеграција која што ќе се постигне со еднаквоста помеѓу заедниците. Целиме интеграција во регионот, регион без граници, регион со интегрирано менаџирање на границите, и целиме конечно интегрирање во евроатлантските структури. Тоа е Брисел. Да, верувам дека да не биде сега во 2 минути цела програма да треба да ја кажувате. Господине Шилегов, еве слушнавме што им се столбовите на програмата на ДУИ, иако вешто господинот Груби не кажа што прво ќе почнат, прво би почнале да работат доколку ќе освојат власта, имате 2 минути и вие да му реплицирате, прашувате, представувате и слично. Добро вечер најпрво. Кога ќе слуша човек бака господин Груби, ќе помисли дека живеел последниве 15 години надвор од оваа држава, а не дека припаѓа на партија која што последните 15 години 13 на власт, од кој што 9-та година веќе заедно со ВМРО ДПМН и состојбата во нашата држава е токму таква заради нивното владење. И сега промовира определени категории кои што досега можел да ги исполни колку што сакал и како што сакал. Тргнувајќи од еднаквоста, особено во економскиот развој, каде што директно управуваат со Министерството за економија. Зошто досега не работеле на изjednačување на економскиот развој на регионите во нашата држава? Зошто досега во Министерството за економија буџетот за помош на малите и средни претпријатија кои што се столб на економијата изнесуваше 160.000 евра годишно. За подсетување, СДСМ нуди 140 милиони евра во текот на мандатот од 4 години. Само треба да се вработат луѓето.
без оглед на нивната етничка или политичка или не знам каква припадност. Така што едноставно малку и сум шокиран. Очигледно дека во таа тендер коалиција се изместија критериумите и сваќањата на ВМРО, ДПМН и на ДУИ. Единствено што во Министерството за економија ги интересирало е на кого да ги поделат концесиите, кој да го земе рушветот. Зошто до сега не сте ги задначили? Сте можеле да работите, сте можеле преку стимулации на владени програми и политики кои што сте можеле да ги креирате, имајќи во предвид дека имате министер за економија години на назад, не сте донели ниту една програма за помош на малите и средни предпријатија во Македонија. Ги уништувате фирмите, особено да речеме во Тетовско, која е таа интенција да се каже, каде што во тир зоната се отвори една шивална, каде што ги собраа мајсторите од другите шивални во Тетово, ги затварате малите фирми со цел затоа што оваа шивална што ја отворија конкретно носи ги зема сите квалификувани мајстори. Каде се младите во програмата? Бидејќи младите не се иселија подеднакво се иселуваат во оваа држава без оглед на нивната етничка припадност. Каде е програма за вработување на млади? Каде е стимулирањето на вработувањето на младите? Јас се обидов да најдам било каков економски дел за развој во програмата која што понуди ДУИ, едноставно таква работа нема. Да застанеме тука со прашањето за да има право Груби да одговори. Благодарам многу за прашањето. Дел од тие 14-13 години на власт беа и со СДСМ од 2002 до 2006 година со партијата на господин Шилеков. И ги решивте најгорливите прашања. Заеднички ја споделуваме одговорноста за се што се случува во Република Македонија, а ние сме 14 години на власт затоа што така одлучуваат граѓаните албанци во огромно мнозинство. Над 50% од гласачкото тело на албанците во Република Македонија се определува за Демократската унија за интеграција и Али Ахмети. Дури и тие што се неопределени според последните анкети, таа која што и вие објавивте, над 60% од неопределените албанци смета дека ДУИ ќе победи и доколку би гласале за Демократската унија за интеграција. Значи, се што би рекле, ви разбирам почетната перспектива и точка од фрустрација губејќи ги сите избори од 2006 па се до денес, не добивајќи поддршка од граѓаните македонци и нормално е дека таа фрустрација би се манифестирала и на ваков начин. Имате минута за одговор, уште да. На прашањето. Ова ми е одговорот. Значи, говорам. Во однос на економскиот развој, значи еднаквоста во економијата не ја произведува само Министерство за економија, туку владата како целина. Мора да имате стабилна влада, стабилни институции, некоја функционира во време на криза за да може да се овозможи економски развој. И во овие услови на целосно суспендирање на институциите во земјава, на целосна криза политичка, ние успеавме да отвориме 3 економски зони во Струга, во Кичево и во Тетово и донесовме одлука на влада за оснивање на ТИРС во Липково, во Липковско, што ќе се овозможи и развој во тој дел. Во Тетово, во таа шивална во која што зборите, тоа е директна американска инвестиција која што започна со 500 вработувања и која што цели во текот на една година да достигне до 3000 вработувања. И тоа е во согласност и со политиките која што ги искажа господја Викторија Нуланд при последната нејзина посета, каде што бараше еднаков развој на сите региони во Република Македонија, посебно на западниот дел на земјава. И ја ценам дека тие американски инвестиции, посебно во ТИРС Тетово и во ТИРС Куманово, Key Safety Systems и ЛЕАР во Тетовското, се директна помош од нашите партнери во намалување на невработеноста и во економскиот развој во земјата. Доколку може да му реплицирате слободно сега? Мене ми е жал што вие од општинскиот комитет на ВМРО од Мала Речица имате проблем да објаснувате економска програма затоа што ја немате. Овдека надвор во Министерството за економија, надвор од тоа што имате само 160.000 евра да ги помагате фирмите наши кои што треба да вработувате, освен тендерите кои што ги делевте концесиите, очигледно ништо не ве интересирало. Прашањето е многу директно. Странецот кај дојде ќе ја монтира едно работно место кое што оваа држава го плаќа на странските инвеститори кошта 6 до 8.000 евра. 6 до 8.000 евра да понудите половина од овој износ на било која македонска фирма ќе може да вработи повеќе отколку било кој странец што доаѓа овде. Ќе ни ги испразнат халите
ќе си ги земат машините после важењето на договорот, што веќе се случува во нашата држава и луѓето повторно ќе ни останат невработени. Наместо да ги стимулираме домашните фирми со половина од овој износ, по 2 по 3.000 евра од вработен секој да му дадеме како држава, меѓутоа очигледно интересот економски во Македонија успеавте да ги изедначите луѓето. Во граѓаните во Македонија ги изедначивте единствено по сиромаштија со економската политика која што ја водевте вие како владеачка партија во изминатите 9 години. Груби? Апсолутно не е вистина, затоа што економските политики на државата, посебно на оваа влада на Република Македонија, мислам дека добиваат највисоки оценки во сите извештаи од меѓународни институции. Луѓето живеат сиромашно, господин Груби. Ви велам дека со 150 евра. Со 150 евра живеат граѓаните. Па гледам како вие живеете со 150 евра. Остете ме мене. И не сме тука за да ги решаваме вашите фирми, тука сме да ги решаваме потребите на граѓаните и тоа ги решаваме на најдобар можен начин како Демократска унија за интеграција. Во однос на тоа, младите, ме прашавте за младите, да не ви останам без одговор. Отворивме 2 универзитета, ги легализиравме универзитетите за кои во 1994 убивте човек за право за образование на мајчин јазик. Абдул Селам Емини е загинат заради тоа што бараше право да се образува на свој мајчин јазик. Тука завршува времето за реплика. Јас сум малце построга. 10 секунди само, ако сакате. И ќе излезем од формата. Да се враќаме во 90-тите доставно е невкусно, тоа беше зародиш на државата. Јас не можам да ви помогнам тоа што вие немате понуда за граѓаните на Република Македонија. Немате понуда совршено за никого, освен за сопствената фамилија и фамилијата на Никола Груевски. Да не му одземаме време сега на Стојан Чангелов, кој е од коалицијата ВМРО за Македонија. Вашите прашања кон Дуи и секако вие во следниот круг имате можности понатаму да дебатирате, а и може слободно да дебатирате дека едниот или другиот прашува или одговара. Повелете. Најпрво добро вечер до сите гледачи на вашата телевизија. Добро вечер и до господинот Никој кој што требаше да седе на ова столче. Представниците на ВМРО ДПМН, иако во своето име го имат историското ВМРО, и внатрешна и македонски и револуционерна, ги нема никаде на вакви дебати. Ако се плаша да се појават на телевизиска дебата, можам да ги замислам што би се случило кога би требало да заминат во планина, како што впрочем го има зборот во самото име. За разлика од нив, господинот Артан Груби собра храброст и дојде на оваа дебата. Претпоставам дека е похрабар од неговите партнери од ВМРО ДПМН и првото прашање се однесува на него. Дали вие, господине Груби, бевте во УЧК во 2001 година и ако не бевте, зошто? Дали воопшто имате одслужен воен рок? Ве слушавме во салата Борис Трајковски како викате УЧК, обидувајќи се да ги натерате сите присутни да скандираат УЧК, нешто што за среќа помина безуспешно. Дали знаете дека токму УЧК, односно раководството на УЧК, непотребно предизвика крвопролевање во Македонија, кое што покри човечките загуби од двете страни нанесе огромна материјална штета на Македонија, со што го сопре процесот на Македонија на приближување кон Европската унија. Инаку, премиерот Љупчо Ѓорѓиевски уште тогаш Македонија ќе ја внесеше меѓу првите држави и во НАТО и во Европската унија. Другото прашање ми е, какви права досега има добиено ветераните од УЧК со кои што ви се полни вашите усти на Дуи? Дали ти има добиени некакви права, што добија со мајскиот договор за кој што можевме да слушнеме како преговарате со Никола Груевски? Имате во предвид дека 2 минути ќе треба да ви одговара, па другите прашања може да си ги оставите за следниот. Не, имам уште едно прашање. Дали знаете дека на лозијата во Италија подеднакво работат и македонци и албанци натерани од сиромаштијата кон која што ги доведе владата на ВМРО ДПМН и Дуи? Благодарам. Ете, имате 3 прашања што. Благодарам за прашањето и воен рок, не знам колку тоа ги интересира граѓаните на овие избори. Не граѓаните, ако вас ви интересира, да, сум отслужил 95-96 година во Република Македонија. Скандирањето УЧК во салата Борис Трајковски на 20 ноември беше всушност мој одговор на скандирањата на публиката. Иако тоа може би не сте го чуле, но имате снимки на интернет, може и да го видите. И тоа не само еднаш, туку за цела конвенција публиката скандираше УЧК затоа што Али Ахметов е командант на УЧК.
Али Ахмет е денеска лидер на Демократската унија за интеграција, но цело УЧК е всушност Демократската унија за интеграција. Да ви ги одговорам двете прашања за ветераните за УЧК и за 2001 година. УЧК ја води владата на Република Македонија, УЧК го води собранието на Република Македонија, УЧК ги води општините во Република Македонија. Значи, команданти кои што војувале во 2001 година, денеска ја водат Република Македонија и тоа на најдобар можен начин и да се поврзам со интеграцијските коментари ваши, со добивање на статус на земја кандидат за членство во Европската унија во 2005 година, со добивање на либерализација на визниот режим со Европската унија, како и со добивање на висок предпристапен диалог по исто така со Европската унија, што се скалила, кои што се многу значајни, не само за земјава, туку за граѓаните и за целиот регион. Во врска со сиромаштијата, тоа е го споделуваме заедно, се поврзувам и со претходните прашања на господинот Шилегов и затоа треба да работиме на економскиот развој заеднички и да помогнеме, а не со деструктивни сили да ги назадуваме процесите во Република Македонија со години, со децении наназад. Мора да знаете дека албанците всушност нивната ренесанса или преродба ја започна од 2001-2002 година после уставните промени и почнувањето на имплементацијата на Охридскиот рамковен договор. Ние имаме назадување во Република Македонија од 70 години кога вие како мнозинска заедница ги третиравте албанците како второстепени граѓани и всушност не им дававте пристап на албанците во институциите на земјава. Имавме 173 полицајци до 2001 година, денес имаме над 2000 полицајци во институциите. Тоа имате право на реплика. Дали, доколку немавме војна во Македонија во 2001 година, Македонија досега ќе беше членка на Европската унија и на НАТО, и одговорите ми кои права ги уживат ветераните на УЧК на кои што вие се повикувате и чија што крв ја злоупотребувате? Доколку Македонија немаше да има војна во 2001 година, јас не верувам дека ќе беше во Европската унија и НАТО, затоа што со тоа мнение на тогашните политичари и на сегашните политичари кои што ја сметат Македонија дека и припаѓа само на македонците, никогаш нема да стане дел од евроатлантските и солидарни вредности. Затоа сметам дека поради инертноста на македонските политичари на времето, но и денеска, како што гледаме некои експоненти, Македонија дојде до војната од 2001 година и до промената на уставот и потпишувањето на Охридскиот договор. Јас сметам дека токму 2001 година придобивка на Република Македонија со тоа што се цели кон еднаквоста помеѓу нашите граѓани. И второто прашање беше ветераните на УЧК. Ја ви кажав дека ветераните на УЧК се градоначалници, ветераните на УЧК се министри, ветераните на УЧК се пратеници, ветераните на УЧК ја водат Демократската унија за интеграција. Господин Артан Груби, вие знаете ли математика? Вие зборувате, знам дека 10 луѓе добро се нафатира од ова власт. Ве прашувам за борците на УЧК кои што ги имаше во Мајскиот договор. Дали тие добија некои права и кои права ги добија? Ве прашувам затоа што Никола Груевски негира дека ветераните на УЧК добиле нешто, а ние знаеме дека имаат добиено некои работи. Огромно мнозинство од ветераните на УЧК, тие што се во земјава, се вработени во институциите на државата, во државната администрација, некои на високи позиции, некои на пониски позиции, зависност од нивното степен на образование, но ситуирани се огромното мнозинство од сите членови на УЧК од 2001 година. Чија влада ги вработи? Да не биде... Владата на Дуј. Благодарам. Задоволен сте? За сега. Да, добро. Затоа што да му дајме збори на господинот Арбан Бали од Алијансата за албанците, повелете со вашите прашања или дебатата со Артан Груби. Најпрво добро вечер до панелистите, добро вечер до вас, добро вечер до сите гледачи. Малку е чудно кога го слушам господинот Груби како го приватизира УЧК. Значи, УЧК даде дел од албанскиот народ во Македонија. Значи, апсолутно не може и нема никакво право, ниту морално, ниту етичко право, да се придржува кон тоа и да каже дека УЧК е ДУИ. Или спротивното, ДУИ е УЧК. Кога зборуваме за тоа дека јас би го прашал господинот Груби, кај се луѓето на УЧК сега моментално? Одговорив. Не е одговорено. Значи, луѓето на ДУИ или се 2 метри испод земја, или се
по затвори или одселени од Македонија. А тоа што господинот Груби вели дека ги имат вработено сите тие луѓе, значи тоа е чиста лага. Значи секој ден имаме контакти, комуницираме со сите луѓе. Значи по терен сме и гледаме дека децата на загинатите припадници на УЧК, на инвалидите, на ветераните на УЧК се невработени. Не им се дава никаква шанса, значи ниту да се ресоциализират, а камоли нешто друго. И само да ја поставам дека можете и прашање да го искористите време да го поставите. Да. Благодарам многу за репликата. Кој е прашањето? Прашањето е: кај ви сте луѓето на УЧК? Луѓето на УЧК ја водат Република Македонија. Али Ахмети е лидер на Демократската унија за интеграција, апсолутен легитимен представник на албанците во Република Македонија, на сите изборни процеси од 2002 па се до денес, со апсолутна победа и апсолутни гласови на повеќе од 50% од гласачкото тело на албанците во Република Македонија, што значи менаџира со власта, со апсолутен легитимитет на земјава. И Али Ахмети е лидерот на УЧК, основач не само на УЧК во Република Македонија, основач и на УЧК во Косово и на УЧК во Прешевската долина. Учесник во сите тие три конфликти. Али Ахмети, заедно со неговите пријатели, заедно со неговите соборци, ја менаџира Демократската унија за интеграција, го менаџираат и општествениот живот на албанците и на граѓаните на Република Македонија, и тоа го прават на најдобар можен начин во согласност со околностите кои што ги имаме во земјава. Го одговорив прашањето преку тоа што господинот Ангелов го праша, затоа што всушност е идентично. Прашањето на Алијансата заедно со прашањето на бранителите или на Алијансата Коалиција за промени на ВМРО за Македонија. На ВМРО за Македонија. И затоа не гледам негде простор да додадам нешто во однос на тоа прашање. Мислам дека е невкусно да се зборува за луѓе под земја или за затвори, затоа што всушност тоа е само политичка реторика и пропаганда која што се користи за време на... Апсолутно не е вистина. Тоа е чиста реалност што се случува. Добро, вие рековте дека луѓето од УЧК ја водат владата на Република Македонија. Значи, сведоци сме на владите составени во времето со СДСМ, па потоа 9 години и повише, значи со ВМРО ДПМН. Ке може ли да ми објасните кои се тие министри кои знаеме дека цело време, значи структурите на УЧК беа тие кои што критикува и велеа дека други војува, други искористуваат. Значи, мислам дека Буџако не ви беше дел од УЧК. Значи не е дел од УЧК само тој што е во униформа, дел од УЧК е секој албанец кој што дал поддршка за УЧК, вклучувајќи има и мене. Ама вие го приватизиравте тоа. Значи вие велите дека само дуе УЧК, значи другиот дел од албанската популација, значи тие ништо не се. Значи ако е така, тога сите треба да се. Талат Џафери, командант на бригада, колега на господинот Ангелов, беше прв министер за одбрана во владата на Република Македонија, па потоа и Фатмир Бесими и други пообратен редослед. Добро, зашто се повлекоа Зимострени и Зулфија Диличјов? Тогаш од кај вас. Зошто се повлекоа? А вие сте од таа партија, пошто не ве знам, се извинам. Од Унитет или? Не. Од Алијанса за албанците. Да. Само кусо да одговорите, да само кусо, зашто ќе се претвори во дебата меѓу. Па му кажа веќе Талат Џафери е министер, Башки Мамети моментален министер, е член на УЧК, Блерин Беџети е член на УЧК, Муса Џафери бил член на УЧК. Мислам, цело ДУИ е всушност таа 90% други не бил. 90% другите министри. Затоа што ДУИ е голема партија, не е само УЧК, ДУИ ги представува сите албанци со прашањата од Весна Стојменовска од Коалицијата за промени и правда. Стрпливо ги чекаше своите 2 минути. Повелете. Така е, пред се добро вечер до сите гледачи на Телма телевизија, како и до сите граѓани на Република Македонија. На почетокот на вашето излагање спомнавте дека Македонија е во системска и политичка криза.
Она што сакам, и дека и се потребни легитимни институции. Она што сакам да ве прашам е она што на засега сите, дефинитивно, дали имате идеја како да се демонтира овој еднопартиски, олигархиски и криминален систем. Че еве ние сме за една изборна единица, отворени листи, намалување на број на пратеници и министри. Кој е вашиот предлог за системски промени за никогаш повторно да не се случи во Македонија? Една партија, еден човек да ја узурпира извршната, законодавната и судската власт? Предпоставам најконструктивното и најпотребно прашање до сега за избориве и тоа што ги засега граѓаните во Република Македонија, а не е препокување помеѓу политичките партии. И затоа ви благодарам за прашањето. Сите ние сме жртва од такво политичко мнение и менаџирање со институциите, не само од 2002 па до денес, него од самата независност на Република Македонија, затоа што олигархијата, апсолутната контрола врз судството, врз цивилното општество, врз медиумите, врз секоја институција во земјава, всушност е етаблирано во сршта на политичарите во Република Македонија, за жал, и посебно кај мнозинската заедница македонците. Затоа што тоа го видовме и за време на оваа криза, имавте диаметрално спротивни размислувања и начин на менаџирање на состојбите помеѓу македонските експоненти во власта и албанските експоненти во власта, и тоа беше дури и прикажано и преку политичките бомби на опозицијата во земјава. Сметам дека во однос на вашето барање за една изборна единица во Република Македонија, за време на преговорите за Пржинскиот договор беше разговаран изборниот модел во земјава, и за албанската заедница, всушност како втора мнозинска заедница, беше неприфатлив тој модел, поради тоа што во нашите симулации всушност се губеа доста мандати на албанците во земјава, ако Македонија би била една изборна единица. Друг прифатлив модел, освен 6 изборни единици, би бил, предпоставувам, со 3 изборни единици, со комбинирање на првата и втората, третата и четвртата и петата и шеста единица, што Македонија би била по-репрезентативна и би имала шанса, би им дала шанса на избори и на помалите етнички заедници, освен втората мнозинска заедница. Значи тоа... Време е за реплика. Се извинам, не ги одговорив прашањата. Видете се, вака со избори, ниту пак со национализам не може да се покрие криминалот. Видовме дека за време на оваа власт се сериозно погазени основните човекови права, загрозено е владењето на правото, значи имаме масовно прислушување, а од бомбите имаме индикации за сторен криминал и корупција од носители на високи државни функционери. Значи, еве, ние сме за конфискација на нелегално стекнатиот имот, расчистување со криминалните структури и продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Ме интересира кои се мерките на вашата партија за борба против организираниот криминал и корупцијата и како ќе го спречите ваквото понатамошно грабање на парите на граѓаните. Стимулативни им се мерките за организиран криминал. Системските реформи е одговор на вашето прашање. Затоа што таа ни е веќе мапа пред нас за секоја политичка партија, без разлика кој ни е наративот на овие избори. Всушност, системските реформи на кои што се обврзавме ние како 4 политички партии, кои што се усвоени во владата како акционен план и што ги спомнав на почетокот, препораките на од извештај на господин Райхајд Прибе, од Европската комисија, ургентните препораки, како од High Level Accession Dialogue, високиот предпристапен диалог, тие се дел од мапата која што ќе мора да ја спроведеме, реформи во сигурносниот систем, значи нов закон за прислушкување, за interception, не ми текна на македонски, за пресретрување електронски комуникации, кој што е дел од сите наши задачи на кои што се обврзавме ние со подпис на нашите лидери, овозможуваат систем на одговорност во Република Македонија, кој што нема да им дозволи на било кој политичари во иднината да ја злоупотребува својата позиција. Јас сум апсолутно со вас во барање на целосна одговорност на тој што прислушкувал
и да се казни со најстроги можни казни од страна на институции во земјава за тој криминал кој што го имаат направено. Тоа е за идно Исто време. така дадовме и поддршка целосна на специјалното јавно обвинителство. Да, само ве молам за иднината да зборуваме. Така е, но што за тие што ќе се докаже за сторен криминал? Дали се согласувате да им се забрани 10 годишно политичко делување? Без разлика. Ако може куси да биде. Доживотно. Доживотно. Ви благодарам за првиот дел од вашата меѓусебна дебата. Време е за реклами и се враќаме во студиото со следниот круг на прашања. Продолжуваме со дебатата, како што најавив на почетокот на жешкото столче Артан Груби од ДУИ, а наместо мене која сум јас тука само како модератор и да ги насочувам во дебатата моите гости панелисти, се Петре Шилегов од СДСМ, носител на листата во изборната единица 6, Стојан Ангелов од коалицијата ВМРО за Македонија која е носител во изборната единица 3, Арван Балио од Алијансата за албанците кој е кандидат на листата и носител на изборната единица 2 и Весна Стојменовска од коалиција за промени и правда, носител во изборната единица 3. Првиот круг на прашања го завршиме и повторно редот е на Петре Шилегов. Еве, повелете што ви е следно приоритетно прашање за Груби. Само се потврдува мојата теза, кога немате решение за проблемите на луѓето, им нудите големи приказки. Големите приказки за големите албанци и македонци завршуваат на првиот тендер кај што е голема само провизијата која што ја делат владеачките структури. И тоа се потврдува со целата оваа теза. Господин Груби преферира да зборува за историја, отколку за иднина. Ако беа такви ситуациите какви што ги прашуваше, зашто младите напуштаат државата? Многу едноставно. Минимум одговорност да се има за состојбата во која што се наоѓаат институциите. 9-та година сте на власт заедно со ВМРО ДПМН. Со учесник сте во криминалите на ВМРО ДПМН, со учесник сте во партизацијата, со учесник сте во поделбите на граѓаните на Македонија. Вие нас не поделивте на партиски војници. Ја наполнивте државната и локалната самоуправа со полуписмени партиски војници, кои што немаат одговорност за ништо. Да ве потсетам, кога умираа луѓе од поројни дождови и лани и годинава, никој оставка не поднесе. И заради тие причини се држите слепо до вашиот коалицијски партнер, очигледно. Години и години наназад имавте министер за труд и социјална политика. На нашите граѓани социјалната помош им изнесува 1200 до 2400 денари. Како да фрламе коски на кучиња, да ми опростат љубителите на животните. Како да фрламе коски на кучиња, по 1200 денара. Можете ли да се замислите себе си да живеете со 1200 или 2400 денари социјална помош? Ние нудиме на граѓаните социјален пакет кој што е 12.000 денара по семејство и кој што не се укинува кога ќе добие граѓанинот 50 или 100 евра од својот пријател што се иселили роднина по Вестерн Унион. А можевте да ги креирате тие политики, особено во делот на труд и социјална политика. Прашањето ви можете ли да живеете со тие? Дававте на мртви луѓе социјална помош, 137 случаеви, 2 години. Повелете. Евидентни криминали во сектори што ги водите. Ја ве прашувам само за секторите што ги водите. Економија, зашто ни е таква? Осеќате ли минимум одговорност? Труд и социјала, граѓаните што не... Молам? Труд и социјала го водите вие. Во последниве 3 месеци. Имате, значи имате во првиот и претходно 6 месеци. Во првите години од коалиција со ВМРО ДПМН имавте министер, цело време, вклучително и сега имате дополнителен заменик министер. Каква програма сте понудиле за подобрување на социјалниот статус на социјално незгрижените лица? Имам тука значи две прашања да сублимирам, дали можете да живеете со таа социјална помош што ја наброивте? Меѓу другото, не, има и други. Чувството за одговорност, партизираноста, поделеността на граѓаните, полуписмената државна администрација, луѓето што седат дома примаат плата. Добро би било да сте тета, ама сега сме повеќе луѓе, така да. Да, пошто ова за цела емисија всушност. Прво, многу ми е жал што ги нарекувате луѓето кучиња и да им фрлате коска. Вие го правите тоа со вашата политика, господине Груби. Не го реков јас. Вие го правите тоа, со 1200 денара бујрум да живеете. Многу ми е жал што како политичка партија ја превземате удлогата и на специјалното обвинителство, и на јавното обвинителство, и на судот, и на медиумите. Некој мора да ви суди тогаш, некој мора да ви суди. Некој мора да ви суди. Апсолутно некој треба да суди за се што е направено криминално во Република Македонија и затоа заеднички вие и ние основавме специјално јавно обвинителство. Затоа што го уништивте
основното коалицирајќи со ВМРО, со тефтер судството. Ние коалиционираме, ние сме победници апсолутни, легитимни на гласачите. Што не ве ослободи од криминалот. Апсолутно. Победа на политички избори не значи амнестија од криминал. Никаков криминал. Кажете ми кој од вашите политички бомби навестуваше за криминал во Демократската унија за интеграција? Кое обвинение го имате во СЈО за Демократската унија за интеграција за сите овие 12 години на владење? Зашто ви е потребен овој наратив, кажете ми? Зашто ви е потребен овој наратив? Каде го гледате? Зашто ги превземате улогите на цивилното општество? Моите, нашите деца во Македонија немаат перспектива заради владењето во кое што вие партиципирате и сте дел. Вие сте дел интегрален, вие сте дел од ВМРО ДПМН. Ако тоа не ви е јасно, така ве перцепираат. Политиката која што вие ја креирате последните 9 години ја уништи оваа држава. Ја уништивте оваа држава, вие знаете многу добро, пошто бевте мал дел од преговорите, дека глас на совеста во Република Македонија всушност Демократската унија за интеграција. Токму вашиот лидер на преговорите бараше да ние не излеземе. Гласот на ВМРО ДПМН. Се што ВМРО ДПМН сакаше да го проблематизира, вие го проблематизирате. Во основањето на СЈО, па не си бил, па затоа не знаеш. Ние бевме инструментални во основањето на СЈО и на законот. Ние бевме инструментални во бројот на дополнителни обвинители за господјата Катица Јанева во СЈО. Не го гласавте предложението на СЈО во собрание. Не го гласавме, туку вие... Го гласавте со 4 од 19, така? Не, и вториот пат го гласавме по иницијатива на господинот Трајанов. Каде што ни координаторот на вашата партијска група не гласаше? На собранието. Ке ви оставам уште по 10 секунди да си докажете во дебата. Вие мора да кажете зашто се ставате во улога на адвокат и на судство, и на обвинителство, и на СЈО, и на медиуми, и на цивилно општество, и на академска заедница. Еве Шилегов нека одговори за да завршиме својот Господине Груби, мене ми е жал што живеете во Палон 9 години, изолирани од реалноста во Република Македонија. Веројатно некој треба да фати за рака да ја прошета низ државата за да видите, за да видите како живеат граѓаните во Република Македонија. Во нашите градови и села во Македонија. Во нашите градови и села во Македонија. Од дебат, не, вие и фрлате помош како на улично куче, да се 1200 денара. Јас ве прашувам, не, вие ги третирате така. Вие ги третирате така. 1200 денара, дали можете да живеете? Дали може да живеете? Ние на тие граѓани нудиме 12.000 денара социјална помош. 25.000 луѓе имаме вработено во јавната администрација. Останува во предизборието да ги убедите граѓаните кои повеќе ќе се грижи за нив. 25.000. Мислам дека се повторувате, сега се повторувате веќе. Во јавната администрација. Седат дома не примаат плата за сметка на други деца што ја напуштија државата. Не е тоа тосно, многу е мал бројот на луѓето кои што седат дома. Ама апсурдно е било кој да се дома плата да во зима. државните институции. Значи имаме ли луѓе кои што седат дома и зимаат плата? План на владата. Дали имаме луѓе што седат дома и зимаат плата? Да, се уште има луѓе кои што седат дома и зимаат плата. Каде во светот има луѓе што седат дома и зимаат плата? Има луѓе кои што седат затоа што вие 70 години сте ги оставиле нив невработени, не сте им овозможиле ништо. Сте го злоупотребувале системот од коска. Младите луѓе државата. Стојанче, ќе мора да ги прекинам тука затоа што нарите она што вие треба да ги прашате. Па добро, јас знам дека Стојанче може да Артан и Петре може Стојанче да интервенира со оглед на неговото искуство во Ирак, да не се доведеме во таква ситуација. Зошто го подценувате она од 2001 и то И тоа искуство исто така, еве, така и почнавте како Груби. Повелете со Јас би замолила ако може. Оставам право на дебата, само да не биде претерано голема таа дебата, да не им го земаме времето на другите. 2 минути да поставам 5-6 кратки прашања, да ми дозволете прашање за прашање да поставам тој да одговора, бидејќи гледам дека само да бидете збиени со прецизни одговори без разлика дали тие ни се свиѓаат или не. Како ја замислувате Република Македонија во иднина како унитарна држава, бинационална, федерализација, редефинирана и така? Интегрирана во Европска унија и НАТО. Внатре во Македонија како ја замислувате? Една. Моја Македонија. Дали кога зборувате за двојазичност, мислите за употреба на албанскиот јазик на целата територија, дури и оному каде што албанци воопшто нема? Во согласно со уставот и законот, албанскиот јазик треба да биде еднаков со македонскиот јазик и неговото кирилично писмо. Дали сте задоволни од сегашното решение кое што предвидува оному каде што се 20%? Не. Значи вие барате целосно Затоа двојазичност. што уставот се реферира на цела територија на Република Македонија. Вели населението кое што е повеќе од 20% во Република Македонија, исто така неговиот јазик и неговото писмо е официјална. Ние како коалиција Нас ни треба
еднаква употреба. Ние сметаме дека албанскиот јазик е официјален во Република Македонија, но не е еднаков со македонскиот јазик. Нема потреба и нема да дозволиме албанскиот на цела територија. Зошто? Да, каде што живеат, па зошто да? Зошто Таму не? каде што живеат, затоа што Господин не гледам Ангелов, причина што во изгубија Струница. македонците од законот за амнестија за УЧК? Што изгубија македонците од децентрализацијата? Дозволете, ќе ви кажам, ја изгуби од знамето, што изгуби Македонија? Но одам поред, дали сметате дека секој македонски граѓанин треба да го познава македонскиот јазик? Тоа е наш основен став на ВМРО за Македонија. Без разлика дали е албанец, ром, србин, мора да го познава македонскиот јазик. На некое ниво да може да комуницира. Јас сметам дека македонците треба да знаат албански јазик. Добро, ние со ова не се согласуваме. Секој македонски граѓанин мора да го познава македонскиот јазик. И тој што го бара гласот, и тој што адресира прашање на албанците, прво нека научи да збори албански. Цело време зборувате за некаква еднаквост. Дали сметате дека постоењето на етнички квоти со кои што албанците добиваат предност при запишување на факултети или при вработување се праведни и дека тие одат во прилог на еднаквоста? Коалицијата ВМРО за Македонија е за укинување на етничките квоти. Нека бидат вработени и запишани најдобрите, без разлика на верската и етничка припадност. Значи, веќе нема квоти затоа што албанците имаат два државни универзитети во Република Македонија како резултат на политиките на Војната академија нема, има една војна академија, македонец со 93 поени не е примен, албанец со 60 примен. Да, но сепак таму конкурсите се лимитирани и местата за учество или за студирање на Војната академија се лимитирани и сепак има специфики во тој дел како и во полицијата, во армијата. Но сепак квоти нема веќе ниту за вработување, затоа што со новиот закон има балансер кој што ја регулира етничката застапеност во секоја институција при секој објавен конкурс. Дали знаете што имат направено злосторниците офатени со хашките случаеви? Јас зборувам за десетина припадници на УЧК, не зборувам за целата УЧК. Кога ние бараме одговорност, бараме оние 10 луѓе кои што терале македонци полово да општат помеѓу себе. Маш со маш, и кои што правеле други зверски дела, кои што од почит кон публиката не сакам да ги кажам, оние кои што 12 македонци убиле и потоа ги закопале во некоја дупка како животни. Во продолжеток е прашањето, ако Али Ахмети е вистински командант на УЧК, дали е можно да не знае каде се закопани македонците и зошто во знак на добра волја 15 години после конфликтот не кажат каде се закопани нашите сограѓани од Тетовско, за да можеме да ги откопаме нивните коски, да ги закопаме според нашите христијански обичаи, да можат нивните блиски да имат место каде што ќе запалат прво свеќе. Може ли во прашање сега во серијалов да е последно, па потоа ќе продолжиме во следното? Мислам дека нема да има за друго. Јас работев во Хашки трибунал 5 години и работев на сите 5 случаеви кои што беа делегирани од Република Македонија во Хашкото обвинителство и ги знам многу добро сите случаеви и во детали. И се согласувате со тоа да бидат амнестирани оние кои што ги направиле тие зверства? Ние имаме закон за амнестија и од 2001 година и од 2002 година. Човек, дали се согласувате вие? Јас сметам дека не треба да злоупотребуваме со трагедиите на семејствата, затоа што помеѓу исчезнатите има и други албанци кои што се уште се исчезнати и не се пронајдени. Јас не се согласувам со ниту едно злосторство. Но ги амнестиравте. Ги амнестиравме во собранието на Република Македонија со помош на вашиот коалиционен партнер. Со еден закон првенствено во 2002 година и со потврдата со автентичното толкување на истиот закон исто така во собранието на Република Македонија. Ги амнестиравме не само членовите на УЧК, туку и членовите и бранителите и членовите на армиските и полициските сили. Јас не знам за бранители кои што извршиле такви злосторства, знам за Јохан кој што лежеше затвор 8 години, иако е невин. И институција која што всушност е одговорна за тоа да утврди одговорност или не за овие случаеви беше Хашкиот трибунал. И како што и вие и јас знам сите тие случаеви кои што беа поднесени од господинот Джиков, Ставре Джиков на времето, беа вратени од Хашкиот трибунал како безпредметни. Каде се закопани телата на убиените македонци? Али Ахмети како командант на УЧК, дали може да даде одговор на ова прашање? Па не би знал да ви одговорам затоа што не во насока на создавање тензија, ако ние 15 години подоцна ги само бидете откопаме, концентриран за да одговори. Нема да има. Не би знал да ви одговорам, да ви кажам неискрено и би сакал, можно е да некој направи нешто. Па јас не бев командант на УЧК, значи. Дали Али Ахмети знае? Ако Али Ахмети би знаел, мислам дека тоа прашање би било затворено до сега. Каков командант на УЧК ако не знае ваква крупна работа, сигурно локалните жители знаат.
Арбан, вашите време за дебата, добар е моделов да си поставувате и вака прашање, како што вели Стојанче, по-динамично е, така да не ви лимитирам. На тој начин ќе одам реално. Значи, господинот Груби, при претходното искажување, значи, кажа дека 50% од населението би го гласале. Значи, чим ја има таа поддршка, значи, господинот Груби заедно со Дуи, дали сте спремни за измени на уставот? Во делот на официализирање на албанскиот јазик. Преамбулата. Пример, почнувајќи од преамбулата и надоле. Па преамбулата не се однесува на јазикот? Не, велам од преамбулата па надоле. Значи јазикот, сите тие дискутабилни... Секоја промена која што би придонесла до еднаквост на употреба на албанскиот јазик е секако добро дојдена, би ја поддржале. Ние уставот го имаме променето како резултат од војната во 2001 со консензус со сите политички партии во собранието на Република Македонија и според нас уставното решение во согласно со Охридскиот договор е дека албанскиот јазик е официјален во Република Македонија. 14 години. За вас не е официјален албанскиот јазик? Само на локално ниво. Зашто? На локално ниво. Па каде и да отидеме, значи и по Скопје може да се најдат места каде што не е во употреба албанскиот јазик. Цело Скопје е двојазично. Еве сега ќе ти кажам, значи пример ако сакаш, во Бутел 2 кај што живеам јас. Да. Значи а и вие мислам дека таму сте некаде близко, 11 октомври, значи градинката. Таму знам дека не дозволивме да ви свети крст. Каде? Па вие бевте, да, значи таму кај што вие кажувате за крстот. Па вашите представници во советот, во градскиот, во општинскиот совет во Бутел. Тоа беше одлука за урбана опрема која што не може да надминува метар и по висина. Значи како може, значи тие информации ги знаеме многу добро како им е поднесен документот за да се изгласа тоа. Па не. Знаете дека е незаконска одлука. Значи вие намерно ги правите тие работи, значи за да после направите некој инцидент, некој ексцес. Зашто не случајно баш Бутел е одбрана за таа работа, зашто во Бутел се случуваат многу интересни работи. Се случува Радишани, се случува Бутел ќе биде следната општина во Скопје која што ќе се менаџира од градоначалник Албанец. Молам? Бутел е следната општина во градот Скопје која ќе се менаџира од градоначалник Албанец. Дај Боже. Освен Чајри Сарај. Дај Боже. Врз основа на што ова го кажувате? Врз основа на што? Врз основа на политиките на Демократската унија за интеграција и демографските околности во таа општина. Добро, тогаш зошто во Визбегово, делот Визбегово, се подарени неколку улички од страна на Латиновски, се подарени на Шутка, на општина Шутка. Зошто тука не реагираат вашите советници? Во Визбегово? Да. Не сум запознаен со случајот. Па не се запознаени затоа што имате некои неискусни луѓе таму, да не кажам некои основа на јазикот. За нас, да разјаснам, албанскиот јазик е официјален во согласно со уставот и Охридскиот договор. Каде се употребува, господине Груби? Само на локално ниво се употребува. Па затоа што има недоследности во законот за употреба на јазиците на заедниците. Па 13 години тоа го работите, 13 години тоа затоа што македонските политички партии не покажуваат за да ги добиете изборите за јазична еднаквост во Република Македонија, господине Арбан. Тука ни е проблемот затоа што сметаат дека со тоа се губи суверенитетот на Македонија на македонците. Ништо не изгубија македонците со легализирањето на албанското знаме во цела Република Македонија. Ништо не изгубија македонците со двата универзитети на Имате време за да се искажете. Да, време е за прашањето од вестник. Вака, господине Груби, рековте дека со Охридскиот рамковен договор за вас, и тоа е така за вас, и службен јазик е албанскиот. Еве го Охридскиот рамковен договор и ќе сакам да ме кажете каде се вели дека албанскиот е службен јазик на цела територија на Република Македонија. Тоа не е така. Овој рамковен договор Охридски е имплементиран во уставот и тоа прашање и таа тема е веќе затворена. Да. За вас не знам. Имено, сега би сакала нешто да ви одговорам директно на ова прашање. Ајде. Не е решено целосно затоа што тој Охридски договор е пренесен во уставот на Република Македонија, член 7, амандман 5 на член 7 на уставот на Република Македонија, кој што вели јазикот кој што го говори повеќе од 20% од населението е исто така официјален јазик во Република Македонија, како што тоа ќе биде регулирано во единиците на локалната самоуправа. Тоа е веќе вториот параграф кој што е додаден, но
Ние во овој дел сакаме да ги... Сакате да го избришете тој дел? Не, недоследностите, законот ќе ги прецизира. Со закон ќе ја уредиме употребата на албанскиот јазик, ни треба лекс генералис, со кој што ќе треба да ве ослободиме прво вас од предрасудите кон албанскиот јазик, затоа што ништо не изгубивте ни од 25.000 вработени во администрација, ниту од албанско знаме, ниту од кичево албанско, ниту од струшко албанско, ниту од чаир албански. Кој сака, ние поддржуваме младите да учат што повеќе јазици. Меѓутоа не можете да обврзате и да биде задолжителен. Поготово онаму каде што нема толкава населеност на бидејќи е Република Македонија. Па чива е Република Македонија? На сите граѓани на Република Македонија и така стои дека официјален јазик. Никој не кој ве спречува да го говорите својот јазик и да се образувате на својот јазик? Никој сака нека го учи. Не ни пречи албанскиот јазик воопшто не. Тоа е сосема погрешна политика. Тоа е мое право и мој избор. Јас англиски, француски, албански кој јазик сакам да го учам. Ако сакам да се напредам во кариерата, ќе научам. Во ред, секогаш ја користиме оваа реторика пред избори, не е проблем. Вака. Сакам и уште нешто за програмата. Би сакала, рековте дека оваа влада има многу добра економска политика. Сега вака. За време на овој режим имаме најмасовно иселување на млади и работоспособни луѓе. Која е добра? Која е таа добра економска политика? Може ли да ми ги кажете бројките? Мали и средни предпријатија, околу 600.000 млади и работоспособни, неофици. Значи има статистички податоци, имате податоци на терен, можете да излезете, имате и македонци, албанци, роми, сите. Значи она што мене ме интересира, кои се вашите конкретни мерки за решавање на невработеноста? Дали е тоа отварање на мали и средни, поддршка за домашната економија? Ние пример предлагаме отварање на мали и средни предпријатија и сметаме дека за 5 години може да се отворат со 3 до 5 вработени, каде што ќе се вработат сите без оглед на етничката припадност. Изедначување на бизнис. Вие ќе ги отворите како политичка партија или? Со средства, со поддршка од буџетот, па видите, ќе ги скратиме. Силни антикорупцијски мерки, укинување на репрезентација за функционери, значи. Петре збори од искуство. Намалување на непродуктивни трошоци. Апсолутно, 11 така што кога правилно ќе се насочат средствата, не на непродуктивни трошоци, и кога политичарите ќе си живеат од платите, ќе има средства за рекорд на се. невработеност во Република Македонија, вработеноста е падната на 20. Ние во Европа сме први по невработеност на млади, па тоа е официјален извештај. Официјален извештај е рекордно вработување на работно способни луѓе во Република Македонија. Зошто младите се бегаат и како ќе го решиме тоа? Вие како предлагате вашите конкретни мерки? Ама само странски инвестиции, тоа е во ред. Го видовме ефектот од странските инвестиции. Што е со домашната економија? Не е ли добар ефектот од странските директни инвестиции? Зашто ги критикувате? Зашто критикуваш например отварање на 8.000 денара работат, Берта. За 8.000 денара работат луѓето. Не е 8.000 денара. Значи не ми одговори дали може да живее со 1.200. Можеш ли со 8.000 денара да живееш? Може со 1.200? Ајде одговорите бар едно конкретно прашање за да дали можете со 1.200 денара да живеете? Дали јас можам со 1.200 денара? Ја ќе работам за да си приуштам себе си храна дома и за моите деца. Сега граѓаните не работат, Вие сте партиски војник и сте висок функционер. Не е така. Обичниот граѓанин што не е член на партија нема пристап до вработување. Јас станав партиски функционер 2011 година. Пред 2011 година партијата не ми осигура мене ниту 1.200 денари, ниту 500 денари, ниту 2.000 денари, туку бев работно способен и си се снајдов се. А вие не се работно способни, што не се работно. Ние сме најсиромашна земја во Европа според Джини индексот. Така се перцепираат граѓаните. Па дури сме посиромашни од поранишните СССР. СССР држави сме посиромашни. Како ќе се справиме со тоа? Се спомнува цело време, спомнува дека невработеноста е падната, па нормално 250 сите се сиромашни. Пауза за реклами. Сите имате различни податоци, зависи од кој извор ги взимате. Пауза за реклами, одиме во завршница на оваа дебата. Драго ми е што е вака атмосферата во студиото.
одиме во завршница на дебатата и последната минута секој од панелистите може да искористи како сака, меѓутоа джентлменски господата се договорија овој пат да почнеме од Весна за да и дадеме доволно време да искористи или за прашање или за благодарам, па именно да се надоврзам претходно пред рекламите за она што говоревме за сиромаштијата во Република Македонија. Пример, наши мерки се зголемување на минималната плата на 300 евра, минимална пензија на 200 евра, што ќе важи за сите граѓани. Кажете ми кои се вашите конкретни мерки за борба против сиромаштијата? Имате 30 секунди. Намалување на невработеноста, борба за отварање на секое можно работно место, не само во приватниот сектор, во државните институции со привлекување на странски директни инвестиции. За помош на домашна економија и отворени мали средни предпријатија преку кратење на непродуктивните трошоци, укинување репрезентација на функционери. Непродуктивни трошоци се и трошоците, да речеме, пошто ова ме потикна да зборам и за Скопје 2014, и тоа е целосно непродуктивно. Не го правевме затоа што партнер во таа власт ние земавме 17 милиони евра за площад за Скендербег, ние земавме 9 милиони евра за театар за Скопје. Тие се продуктивни за нас. Ние направивме 40 милиони евра инвестиции во Тетовско библиотека, театар. И со тоа се отворија нови работни места, све се направи со тие Па нормално дека се не, пошто некој го гради веќе тоа. Да, мораме да продолжиме. Арбан, вашата завршница? Па мојата завршница би била околу буџетот повеќе, да. Значи повеќе би зборувала во делот на буџетот, каде што реално една од нашите претпоставки е дека буџетот треба да биде со локален пресек, каде што и тоа на локално ниво, значи 50-50%, каде што би можеле сите тие средства, значи да се искористуваат од самата локална администрација, а не реално тие средства да се повлекуваат, да се носат во буџетот на Република Македонија, па тие од таму да направат распределба. Доволно до сега дадоа и албанците и албанската популација за да се изгради делот на Источна Македонија, доволно даде Струга да се изгради Охрид, доволно даде Тетово да се изгради Струмица и така натака. Значи, крајно време веќе да се стави тука пресек и да се стави крај на таквата економска дискриминација, не само на албанците, меѓутоа и на дел од опозицијската партија, зашто и во Струмица, колку што знам председателот Зоран Заев. Да не отвараме дебата сега за Струмица. Само имате ли блиц прашања за Артан? Немам блиц прашања зашто Артан кажа, ама и не кажа ништо. Значи, ништо ново не кажа, за да не убеди нас дека има некоја подобра платформа, него оваа платформа се врти уште од 2002 година и навака. Значи, буквално се вртиме околу истите моабети, 13-14 години колку се на власт, значи истото, цело време се повторуваат со нивните барања, се повторуваат за војните ветерани, се повторуваат за официализирање на двојазичност, на јазикот. Однос на буџетот. Само кусо? Веќе 6-та година поред буџетот се усвојува консенсуално и не може да дојде на собраниска седница и во собраниска процедура без да биде консенсуално усвоен во владата на Република Македонија. Капиталните инвестиции не може да се делат по етникум. Значи, платите на вработените во администрацијата, на учители, на професори, на лекари, не може да се делат по етнички клуч. Ниту патиштата, ниту болниците, ниту школите. Значи, капиталните инвестиции се општи добра за сите граѓани на Република Македонија. Една реченица. Не. Добро. Повелете, Санче. Зошто не го расчистивте масакрот во Диво населје? Кои се инспиратори, а кои нарачатели на овој масакар? Многу трагичен настан во Кумановско Диво населје. Бидете директни, зошто не го расчистивте и тоа затоа што работат институциите, затоа што има судски процес кој што треба да го расчисти и ние бараме апсолутна транспарентност затоа што сме најинтересирана странка да се дознае вистината во тој случај. Би сакали исто така и вклучување на меѓународна заедница и експерти во расветлувањето на овој тежок настан. Јас веднаш по промената на власта верувам дека со помош на пратениците од ВМРО ДПМН ќе направиме многу повеќе од она што вие го направивте овие безмалку 2 години. Знаеме дека Република Македонија го призна Косово, но Република Албанија до ден денес не ја признава Република Македонија под уставното име. За Албанија ние сме фирум. Што направи ДУИ во поглед на лобирање како партија на етничките албанци во Македонија, во поглед на лобирање кај Албанија да се признае Република Македонија под нашето уставно име?
Албанија и Косово се најголеми алиати на Република Македонија и најголеми поддржувачи на евроатлантскиот тек на нашава земја. Во нив имаме само пријатели и е вистина дека ние го признавме Косово, е вистина дека ги ослободивме граѓаните од употреба на пасошки документ, патни исправи кога ги поминуваат границите со Албанија и со Косово. И се надевам дека ќе пристапиме кон зашто до ден денес Албанија не ја признава Македонија. Стојанче, само да ве прашам. Мислам дека тоа не е некое прашање кое што би требало да Стојанче, вие рековте ние со ВМРО ДПМН, ако се освои власта, значи ли дека ќе коалицирате? Ја не реков ние со ВМРО за Македонија. Аха, добро, имате. ВМРО ДПМН рековте, но рековте ДПМН и затоа сакате да разјасните. Дали ќе коалицирате со нив? Се разбира дека матично, барем што се однесува до мене дека нема да коалицирам со ВМРО ДПМН, но нашите имиња се слични. Требаше да поставам прашање за коалиционите партнери од ВМРО ДПМН, но Петре. Трагично е што во недостаток на собствена визија и програма за развој на Република Македонија се копираат бледо и лошо и онака лошите политики кои што ги креира ВМРО ДПМН и кои што партиципирате. Трагично е што учествувате во власт која што потроши 650 милиони евра во центарот на Скопје, со тие 650 милиони евра ќе ги помогневме домашните мали и средни предпријатија, ќе вработевме десетици и десетици илјади луѓе наместо да ни можете да ја прекинете, секаде имате заменици министри, секаде имате заменици министри и министри во владата на Република Македонија и сте активни партиципиенти во катастрофата што се случува на македонската држава и македонското општество. Само да ве чуете гледачи како може. Вие не знаејќи да владеете, само ја делите Македонија, ги делите македонците внатре, ги делите албанците внатре, ќе ги видите граѓаните на овие избори, ќе видите како вие ќе поминете. Ја ви посакувам многу успех и знам дека и вие и ВМРО ДПМН ќе дојдете кај ДУИ за да бидете дел од следната влада на Република Македонија. Јас ве убедувам дека вашиот лидерот на ВМРО ДПМН ке прават преговори во мала речица каде што господинот Ахмети ќе ги чека и господинот Груевски за да ги внесе во владата на Република Македонија во владеачки партии. Ова е реално жал ми е што немате што да понудите на луѓето, освен делбите кои што ги продолжувате. Жал ми е што учествувате. Јас знам дека граѓаните што така суптилно на вашиот коалиционен криминален партнер ВМРО ДПМН сакате да му помогнете во црната кампања против социјалдемократите. Апсолутно не. Апсолутно не. Ние бараме одговорност и за тие што прислушкувале, бараме одговорност и за тие што незаконски ги дистрибуира и ги ставија на црниот пазар истите прислушкувани. Надвор од декларативноста има и дела. На дела не покажавте ништо. Ние сме најголемиот поддржувач на СЈО. Ние сме најголемиот поддржувач на Вие можете овде да зборувате што сакате, ве гледаме што правите. Не, ве гледаме вас како ги партизирате тие институции кои што ги основавме за независни. Зашто ги злоупотребуваат, колку што ги тезата за партизација на специјалното јавно правителство што е 80% поддржано од сите граѓани е теза на ВМРО ДПМН. Многу ми е мило што сте застапни колку што и штети на СЈО, ВМРО ДПМН со секој дневните напади, толку штетите вие со ставањето на браникот на СЈО. Оставете ги луѓето да ја створат. Значи јас СЈО не го спомнав вечерва, ако немојте да се ставате на браникот на цивилното општество, оставете ги нив да ја прават својата работа. Немојте на медиумите, не го партизирајте МТВ. Жал ми е што доаѓате као представник на ВМРО ДПМН. Апсолутно не, јас сум легитимен представник на УЧК, на Али Ахмети, на демократската. Добро, само да кажам дека ВМРО ДПМН вечерва не присуствуваше, ова празно столче ќе стои затоа што пратија допис и рекоа дека не учествуваат во дебатите на Телма. Ви благодарам на сите што учествувавте ова навистина добра дебата според мене, затоа што не само што поставувавте прашања, туку се согласувавте или не се согласувавте и дебатирате меѓу себе. И мислам дека ова е еден од начините гледачите да ги проценат капацитетите ваши како политичари, на вашите коалиции, на партии, оние што не се решиле да се решат за кого ќе гласаат на 11 декември. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието на оваа предизборна топ тема. Пријатно и од мене.